Цветко Тодоровски со партизанско име Црни денеска го слави за него најголемиот празник, денот на ослободувањето на Скопје. Станал борец кога имал само 18 години и се борел против фашистичкиот окупатор. 12-та скопска бригада, од која бил дел, за 2 дена загубила 87 борци кои се жртвувале за слободно Скопје. За неговите заслуги Цветко добил и медали. Ние борците сакаме единство. Создадовме државата, треба да ја сачуваме. Во Втората светска војна Скопје било окупирано од Бугарија, сојузник на нацистичка Германија. По ослободувањето од фашистичкиот окупатор на 13 ноември 1944 година, градот брзо се развива и станува индустријски, културен и административен центар на Македонија, која е во составот на Социјалистичка федеративна република Југославија. 64 години подоцна, голем дел од скопјани не знаат по што е значаен денешниот ден. Пред 64 години Цветко Трпчевски учествуваше во ослободувањето на Скопје. Тогашниот 20-годишен партизан се борел низ скопските населби, кои тогаш биле борбени зони. Рано ноќта тргнала у 3 правца. Еден правац Бразда, Визбегово, овде Кале, еден правац, други тој батальон преко Бутер на правац Чаир и Железен мост. Искусниот борец им кажа на помладите генерации како треба да се брани татковината. Ние сме пошле у борба, сме знаеле таму да се гине, али не сме имале опше никаков страх, нити не се плашиле од непријателот. Подзаборавено и подценето е делото на борците од Народно-ослободителната борба, се пожалија учесниците во ослободувањето на Скопје пред 64 години. Се повеќе бисти се оштетени, а не се обновуваат. Малку се зборува за важните историски факти од тој период, велат борците. Многу жалиме за бистите на нашите починати борци. Тоа е голема неправда према нивните првороднини, а после и према нас. Замислете, кога ученик доаѓа од училиште на денешен ден на ослободување на Скопје и го прашувам: и што имавте денес часови историја имавме? И што ви зборуваја за Самуил? Оштетените бисти за градоначалникот Костовски се доказ за некултурата на граѓаните. Прашањето на бистите, прашањето веќе на една култура на граѓаните на град Скопје. Ние не сме во состојба толку да возобновуваме колку што можат да се ништат. Скопје денеска одбележува 64 години од ослободувањето. 83 годишниот Цветко Трпчевски се сеќава на снежниот 13 ноември. Се борел во 16-та македонска бригада, која успеа да ги протера германците и да го ослободи Скопје. Таа бригада беше распоредена на цела Скопска Црна Гора, од Лепенец до селото Аричиново. Она водеше тешки борби со домашните предавници и со германците. Годишнината од ослободувањето на Скопје беше одбележено со низа културни манифестации. Пред споменикот на паднатите борци кај владата се поклонија представници на повеќе државни институции и странски делегации. Во музеот на град Скопје децата од скопските градинки изложија своји макети од Калето, плоштадот и од зоолошката градина. По повод 13 ноември денеска во Скопје се одржаа бројни пригодни манифестации. Представници од Сојузот на борците, градоначалникот на Скопје и представници од владата положија свежо цвеќе на споменикот на паднатите борци пред владата на Република Македонија. Градот Скопје пред 64 години беше ослободен од фашистичкиот окупатор, кога борците од 42-та и 50-та Народно-ослободителна дивизија и 16-та македонска бригада победоносно влегоа во градот. По тој повод вечерва ќе се доделат и наградите 13 ноември.